се фреско живописува црквата Свети Николај во населеното место Тушиште. Досега се живописани 20 на фрески, а работите започнале пред година и пол по добивањето на благослов од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Главен зограф е Мирко Видоески, а негов помошник Славчо Максимовски. Нивната работа е комбинација од византиски, руски и македонски стил. Не сме строго византиски, сега модерно така да се работи чисто византиски. Значи ние го имаме тоа византискиот дел, меѓутоа јас сум поборник да ја наставиме традицијата на нашите зографи. Дичо Зограф го земам за пример, или оние во византиско време што работеле најпознатите македонски зографи Михајло и Еутихие. Значи, они си имаат свој белег. Сакаме и ние доставиме наш белег, утре да кажат дека да, ова го работел Мирко Видоески, Славчо Максимовски, да не бидеме унифицирани, значи да бидеме препознатливи. Скоро после 12 години повторно почнувам да се бавам со фреско живопис на покана на мојот мајстор Мирко Видоески, на моја огромно задоволство и чест. Значи, првите почетоци ги имам со мајсторот Никола Цонев, кој што за мене представува огромно искуство и многу сум среќен што и сега после толку време повторно имам шанса да направиме нешто заедно со мојот мајстор, нешто што ќе остане за во еднина. Сега се работи горната зона, скоро беше пред крај, почнува да работиме горната зона, значи потребно доста време, затоа што специфична е техниката која што ја работиме. Основно правило во фреско живописувањето е придржување кон иконографијата. Токму на ова се најмногу фокусирани за време на нивната работа, вели Видоески. Во случајот, значи, светците мажи се работат на јужната страна, светителките на северната страна. Во горната зона ни е предвидено големите празници, значи почнувајќи од Рождество Христово, Воскресение, Вознесение над Шишеја небеса, и една од најважните е на кубето Христос Пантократор, односно Седржател. Некаде сметаме дека, така и се договоривме, дека за 2 години би требало, уште 2 години работа, 2-2,5 години да биде готова црквата, бидејќи не очекува сега потешкиот дел композициите. Значи, почнувајќи од цртежот треба да биде добар, па да се и наслика да изгледа како што треба да изгледа. Одличната соработка со црковниот одбор и жителите на селото дополнително ја олеснува нивната работа, сметаат зографите. До сега јас сум задоволен од до сега што сме го сработили, бидејќи ова сепак е уметничка работа. Сака многу концентрација, многу напорна, значи на скеле и така, да се работи. Јас сум задоволен, до сега имаме за година и пол, всушност изимава и во зимските месеци не работиме, значи ефективно за една година не имаме ова што гледате некаде околу 22-23 фрески. И мислам дека е тоа оптимум еден што може да се постигне, бидејќи вака еден светец од овие што се поединечни треба најмалку месец дена да се работи. Така да ние, бидејќи сме двајца, си скомбинираме и така мислам дека до сега успешно ја тераме работата, па само здравје за понатамо ќе видиме како ќе биде. Нашата задача како сликари, како зографи е не само да ја насликаме, да ја живописаме црквата, него паралелно разговараме со жителите, со членовите на црквениот одбор за значението на светците, за начинот и на заштита
И се јас сум многу задоволен што работиме во оваа црква, затоа што е прекрасен објект, архитектонски е прекрасен објект и прекрасно е изведена градбата. Камен темелникот на црквата Свети Николај во населеното место Тушиште е поставен во август 2008 година. Селото брои 20 куќи со православно население.